Mirna reko ti vko tečeš, ti mi nosiš tažen spomen. Kaj se ti je sini oči, volka v srce mi se toči. Kaj se ti je sini oči, volka v srce mi se toči. Čudna žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Čudna žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Ja za neja ovdje šetam i galabi beli gledam. Mirna reko kaži mi, kaj gi nosiš ti jedni. Mirna reko kaži mi, kaj gi nosiš ti jedni. Čudna žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Čudna žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Čudna žena beše, vera se kaj ne, a pak me tera. Mirna reko taka je, moj život maka je. Moj život maka je, moj život maka je. Dobar, ubav i sreken den, dragi naši prijatelji i gledači. Me gledate mene so korpata so jabolka? Go gledate jezeroto zad mene? Sigurno pretpostavuvate kade je deneska vezelka. I dobre ni dojdovte vo novoto izdanje na vezelka od Oteševo, Gorna Prespa. Denesko ostanete so nas i uživajte vo site sodržini što vezelka gi podgotvi za vas. Колешке, мора да кажам дека навистина изгледаш како црвенката, со кошничката и со јаболката. Ти се шегуваш со мене, а ти знаеш кога сум дојдена јас? Кога? Од рани Јас знам зори. кога дојдов, ти беше тук. Од рани зори, уште темно беше кога Кај ли беше? дојдов. На јаболко бербев. Береше ли јаболка? Да соберам јаболка за сите нас. Може ли да знам колкава е дневницата? А не може. Еве за тебе колку заработи едно јаболко. Повели. Благодарен сум и на тоа. Ке почнеме ли? Почнуваме, останете со везилка.
Преспа е уште една дестинација во нашата земја која изобилува со рајска, недопрена убавина. Во географска смисла на зборот, Преспа представува котлина, која е позиционирана во југозападниот дел од земјата и во чиј центар се сместени двете преспански езера – Големото и Малото. Од север оваа котлина е заградена со планината Бигла, од југ со Сувагора, од запад со Галичица, а од исток со планината Баба. Македонскиот народ истакнал богата ризница на легенди околу настанокот на името на Преспанското езеро, а со тоа и на Преспанската котлина. Според една од нив, царот Самуил имал ќерка која го носела името Преспана, недалеку позната по својата мудрост, храброст и убавина. Еден византиски дворјанин сакал да ја земе Преспана за своја жена, но таа не сакајќи да стане сопруга на противникот на татка си, се фрлила во водите на езерото. Од тогаш до ден денешен езерото го носи нејзиното име. Според една друга легенда пак, на местото на денешното езеро се простирало широко плодно поле, во чија близина имало 7 кладенчиња кои никогаш не замрзнувале, а навечер се затворале со чепови. Во тоа време две племиња непрестано војувале за убавата долина. Ќерката на кнезот од едното племе Преспа се заљубила во синот на кнезот од другото племе Лабун. Една вечер таа намерно ги извадила 7 чепа од кладенчињата и водата ја поплавила долината. Се создало сиво-зеленикаво езеро. Племињата тргнале на пат, едното тргнало на југ, а другото се населило во полињата на Галичица. Младите останале во љубов, а настанатото езеро во чест на убавицата е наречено Преспанско езеро, додека пак областа околу него Преспа. Не можеме да зборуваме за Преспа, а да не спомнеме дека таа има важна геостратешка положба. Уште во времето на римското владење низ неа поминувал познатиот староримски пат Вија Игнација. Покрај овој пат били изградени повеќе населби и попатни станици како Скиританија, на чие место подоцна израснал и самиот Ресен. Околните села, добро скриени од оние кои првпат ќе ги посетат, само ја надополнуваат идиличната слика на ова прекрасно место. Така Отешево е село во Ресен, во областа Горна Преспа, вгнездено на мала висорамнина во подножието на планината Галичица, на надморска височина од околу 900 метри. Обкружено со густа дабова шума, Отешево се граничи со селото Шурленци на север, со самото Преспанско езеро на исток, со селата Стење и Лесковец на југ
и со подрачјето на општина Охрид во чиј склоп е селото Пештани на запад. Ова е мало село од околу 10 куќи изградени од камен и вар на приземје или на кат и околу нив неоградени дворни места во кои се сместени штали, плевни, тремови, фурни. Овде се живее мирно. Главен извор на приходи се двата локални ресурси, рибата и јаболката. Незалудно, Преспанското јаболче или градот на јаболкото се само дел од имињата кои народот му ги препишал на градот Ресен. Традиционалниот риболов е уште една одлика на преспанско-отешевскиот начин на живот, чија автентичност се состоела од два основни методи. Привлекување на рибите во простори оградени со гранки и плетена трска, поставени во водата, и системи за привлекување на рибите во лавиринти од плетена трска како бариери во плитката вода. Овој старински риболов, освен што има еколошка димензија, бидејќи бил ограничен со обем и без оштетување на уловените риби, исто така е иновативен и практичен, бидејќи уловот наместо во фрижидери се чувал директно во езерските води, кои по потреба се црпеле и носеле на пазарите. Почитувани гледачи, со задоволство го најавуваме нашиот прв соговорник, а тој е представник од општината Ресен, господинот Науме Јошевски. Добре ти дојдовме, Науме. Така, добре ве најдовме и ви благодариме на уште една можност што општина Ресен може да биде прикажана повторно и представена во оваа прекрасна емисија Везилка, и воедно поздрав до сите гледачи кои ја следат оваа емисија. И воедно да ги поздравиме сите вработени во општината Ресен, кои што неуморно сега си ја вршат својата задача, а ти си одговорен да не апдейтираш што има старо ново во општината Ресен, кои се вашите нови проекти, на што работите, што се случува во општината Ресен. Така, најпрво би започнал со тоа што општина Ресен веќе има аплицирано за 7-8 нови проекти во соработка со Министерството и со владата на Република Македонија, кои можам да кажам слободно дека се и одобрени. Па очекувам во најскоро можен рок да започне нивна реализација. Имаме исто така започнати веќе доста инфраструктурни проекти, канализациони системи, водоводни мрежи кои што за жал општината ги немала подолг период. Па се трудиме и настојуваме да биде се подобро и подобро за подостоинствен живот на граѓаните на Ресен и Преспа. Така. Летото помина, сезоната помина. Дали сте задоволни? Па да, апсолутно задоволни. Оваа сезона беше доста добра. Во општина Ресен имаше доста туристи, посетители, имавме добри настани за прв пат. Кои манифестации се одржуваат во општина Ресен? Така, еве би извел за на почеток на летово што помина, имавме и за прв пат моторијада од регионален карактер, имаше доста гости, посетители, мотори, интересен настан. Да, интересен настан. Па потоа исто така имавме и забави за помладите, да кажам, со електронска музика по плажите и ред други работи. Имавме доста концерти, можеме да го издвоиме исто така и настанот кој нели е препознатив символ за Ресен и Преспа, тој е Преспанскиот јаболковер, кој се одржа на 27 септември, традиционално, на празникот Крстоден, настапија многу бендови, наши музичари и така. Науме, Ресен е прилично мало место. Го има ли тој чаршишки живот, ноќен живот, младешки живот се уште во Ресен? Знаете како во времето кога ќе се соберат, па ќе се запеат распеани ресенчани, понекогаш и песничка ни чаршијата и така натаму. Така, секако дека има. Ресен и Преспа се препознатливи по тие староградски песни, староградски музики, да наречам.
Па во летната сезона имаме, нели, рестораните сите си работат, па надвор има доста музики, луѓето се збираат, се Тоа се разбира уживаат. во склоп со туризмот. Покрај летниот езерски туризам, Ресен нуди можности и за Па видите, Ресен освен езерски, јас би рекол дека ајде моментално можеби со ситуацијата како што е се езерото, меѓутоа има капацитет огромен. Имаме езеро, имаме две планини од двете страни, па зошто да не и планински туризам, имаме секакви можности во Ресен и Преспа. Нели националниот парк Галичица е Така, не само Галичица, од една страна Галичица, од другата страна планината Баба, па ние сме обколени со природни убавини. Знаеме дека општина Ресен е многу атрактивна за странските туристи. Како и секоја година, така и ова дојдоа во голем број странски туристи, а посебно за нив е привлечен руралниот туризам. Колку општина Ресен посветува внимание за развојот на руралниот туризам? Така, па општина Ресен посветува доста внимание за развој на руралниот туризам. Еве ќе земам еден пример, има добра соработка со Спиритов Преспа, кој што еден поздрав и до нив. Имаат соработка со општината, потоа би сакал да ги издвојам патеките на Светите води, токму тие се таму на планината Баба, кои спојуваат манастири, кои што манастири се сите во различни села, и таа патека е од 15 километри во подножјето на планината Баба, каде што може да се велосипедски и пешачка патека, може да се оди да се прошета, да се видат манастирите, и тука се сите села околни, па така да патеката е готова, да ја промовираме дека може да се посети луѓето да испесачат добри 15 километри по свеж воздух. Јас сметам дека ова убавина што имаме ние тука во Македонија, посебно тука Ресен, не би го заменил за никое место во Европа, па ни во светот, и жално е кога Така е. човек би побегнал од таа убавина за да живее на друго место и да работи на друго место. Спасени науме, јас имам еден предлог. Еве веќе музичарите со нетрпение очекуваат да отпеат некоја македонска народна песна, да уживаме во музичкиот програм и повторно ќе се навратиме да го продолжиме разговорот со тебе. Согласувам, може.
ništo drugo, nek ja da zaborava. Rano moja, gdje te varam, durne ostaram. Za se na sveto, ja sveke nema, tebe da te ostavam. Јас на вистина не можам да му одолеам на ова прекрасно ресенско јаболко, но ќе го пробам од кога ќе го завршиме разговорот со нашиот гостин денеска, представникот на општината Преспа. Ајде малку наумче околу бербата на јаболкото. Нели сега е сезона на берба на ова прекрасно преспанско, најпознато преспанско јаболко. Мислам дека е најквалитетно и највкусно јаболко во цел свет. Така е, апсолутно сте во право. Сега моментално е започната бербата на преспанските јаболка. Нашиот крај, нели, Ресен и Преспа се познати токму по јаболкото, каде што можам да кажам дека 60% од вкупното овошје во нашата држава го сочинува токму јаболкото. Има големо стратешко значење, можам слободно да кажам. Ресен и Преспа се раздвижени. Колку време трае бербата на јаболкото? Верувам дека има одреден период од зрење па до оној момент кога треба да се обере. Токму така, како што напоменавме и претходно, како официјален датум, со берба се смета 27 септември или поточно празникот Крстовден, кога и се откинува така народски кажано, првото зрело јаболко, да, па можам да кажам дека трае околу месец и половина. Тоа зависи од сортата? Да. Секоја сорта различна берба, од околу 100% што се произведува во Ресен и Преспа, околу 80% е токму таа јаболка која сега ја имате вие. Како се вика ова сорта? Ова е Ајдарет. Ајдарет, значи таа е најзастапена сорта? Да, е најзастапена, околу 80%, а останатите 20% се од другите сорти како Муцо, Златен Делишес, Црвен Делишес и така. Ова сорта е најквалитетна, највкусна, па затоа е застапена или можеби е старо семе автентично за овој регион? Не би сакал да извам кој е најквалитетно, пошто кај нас сите јаболка се така се работи за вкус секако. Јас верували или не, кога бев во Арапските Емирати, се запознав со еден господин кој што потекнува од Дубај, кој што доаѓа овде во Преспа за откуп на овие јаболки. Во текот на емисијата ги спомна преспанските јаболки и кажа дека во животот никој не пробал поубаво јаболко од нашето јаболко. Значи, дури до таму е познато. Така е, апсолутно. Познати сме до секаде со нашите јаболки и како што кажавме и со Спасен кога зборувавме, не би сакал да извојувам кој сорта е најдобра, пошто навистина сите сорти се екстра и сите се добри. Тешко да се одлучиш. Да, апсолутно. Така, што ја очекува сега општина Ресен во најблиска иднина? Па во најблиска иднина, како што споменавме, чекаме да започнеме со реализацијата на аплицираните проекти, инфраструктурни, и сето тоа ќе се види на дело, нели? Науме, уште нешто за јаболката. Има ли берачи на јаболка? Може да се најдат така народно кажано? Па може да се најдат, но знаете ситуацијата малце, нели, знаеме сите каква е и што е. Има доволно берачи, меѓутоа доаѓаат од
другите зими. Кај нас Увезени, да, значи. кај нас има, меѓутоа ете не е Се доволно уште рачно се бере или постои можеби некоја Рачно. механизација Рачно, за тресење на јаболката или како што гледаме по интернет, по социјалните мрежи, нели сега и роботи почнуваат да ги берат јаболката. Не би се согласувал со тоа. Кај нас све оди рачно и мислам дека е најдоброто собирање така. Така може да се класифицираат оние кои што се веќе созреани и Да, дојде се моментот на збираат, кој што е за берба. Дел сега се продаваат веднаш после собирањето, дел се складираат, па така да преспае раздвижена и доста А живната. јас знам кога ќе се вратам сега во Скопје дека ќе направам штрудла со јаболка, ќе направам компот, ќе испечам јаболко и ќе уживам. И навистина ќе носам убави спомени во Скопје, затоа што не можеме после сето ова да не го направиме тоа во Скопје. А јас знам дека кога ќе се вратам, ќе се испеам некоја песна за преспанско јаболко. Imaš oči biserni, ko vodite jezerski, a obrazi rumeni, ko jabolka prespanski, a obrazi rumeni, ko jabolka prespanski. Dano, danice, prespanska ubavice, zračiš kako sončev sjaj, najliže nasi vo moj od kraj. Dano, danice, prespanska ubavice, zračiš kako sončev sjaj, najliže nasi vo moj od kraj. Rajska si ubavina, pod prelister planina, kosina ljubičica, odvišna galičica, kosina ljubičica, odvišna galičica. Dano, danice, prespanska ubavice, zračiš kako sončev sjaj, najliže nasi vo moj od kraj. Dano, danice, prespanska ubavice, zračiš kako sončev sjaj, najliže nasi vo moj od kraj.
značiš ko sam ovila, za mene si najmila, ajde da se ljubime, vreme da ne gubime, ajde da se ljubime, vreme da ne gubime. Dano danice, prespanska ubavi se, zračiš kako sončev sjaj, najniže nasi vo moj otkraj. Dano danice, prespanska ubavi se, zračiš kako sončev sjaj, najniže nasi vo moj otkraj. Драги наши пријатели, секој град и секоја општина има личност кој што остава белег на местото, едноставно по кој што градот станува и познат. Кога ќе се каже Науме Петковски и веднаш одговораат Ресен, да, токму така. Велам здраво живо за мојот драг и добар пријател Науме. Како си ни, Науме? Здраво живо, благодарам за поканата и добар сум. Причината за која што си ти денеска во нашата емисија Везелка, што имаме посебна чест, значи, ти си тревар со години од како знаеш за себе, тревар со диплома, сертифициран. Да. Да ги запознаеме нашите гледачи за твојот животен пат, како едноставно започна со тревките, твојот животен пат со тревките, од галичица, како колекционер да ги собираш, да ги претвораш во овие еликсири, чаеви, напивки, креми, да спасуваш многу луѓе и така натаму. Со ова работам повеќе од 50 години. Регистрирани сме како фирма. Фирмата се вика Роза Канина. Роза Канина асоцирана на љубавиот цвет од природата, тоа е цветот шипинка. Основани сме како фирма, работиме 20 на години. Имаме палета од 20 на производи. Сите се сертифицирани, органски производи се со сите стандарди. Инаку треварството подразбира собирање, сушење, пакување и продажба на лековити тревки и комбинации од истите. Работиме со аптеки во Македонија, нешто извезуваме и за странство, работиме со продавници за здрава храна. Инаку сето ова е собрано од неубавите места во Преспа. Преспа се уште релативно е чисто подрачје. Ова се собира над висина од 2000 надморска висина, каде што нема влијание оно што се случува околу овошните насади. Галичица е прекрасна планина, благодарение на микроклиматските услови. Тоа се сонцето, почвата, воздухот. Тоа се едни од најквалитетните тревки на ниво на Европа. Кои се најпознатите тревки на Галичица што ти ги собираш? На Галичица има скоро све и по квалитет се разликуваат независно на другите места. Тоа е еден од најмакните и најдобри квалитети на Галичица. Ова е фамилиарен бизнис, собираме лично како семејство, а вклучуваме и луѓе кои што се разбираат од овој занает. Инаку работиме со чаеви, комбинирани чаеви имаме од повеќе растенија кои што се во продажба, имаме од коприва, од глуварче, од невен, работиме со чајни комбинации, кантарион, бел, жол, црвениот кантарион, ива трева се, тоа се тревки кои што имаат висок квалитет и кои што даваат одреден допринос во решавање на здравствени проблеми. Инаку работиме и чајни комбинации, посебно се за уринарен систем, чајни комбинации за гинеколошки проблеми, за женски проблеми, црнодробни проблеми, за мастувања, за холестерол, триглицериди. Во зависност од тоа со луѓето контактите што диагноза имаат, се прават и комбинациите.
тоа се дополнувања на редовната терапија за луѓето со проблеми. Редовна терапија, ова е све регистрирано како и помошни лекарства, како додатоци на исхрана, регистрирани се во Агенцијата за храна, се со сите сертификати и со сите оние ИСО стандарди кои што ги бараат прописите. Инаку работиме и тинктури, така наречени, со помош на алкохол се прават одредени извлечоци од одредени тревки, кои што помагаат за стомачни проблеми, црнодробни, кожни проблеми. Посебно интересно прашањето за овие псоријази, екземи, работи кои што напати и медицината не макна да ги решава. Задолжително со ваквите терапии со чаеви се прават и режими на исхрана, затоа што не можете да се наслоните никогаш само на еден фактор и да решавате одредени проблеми. Значи мора да имате исхрана. Не може да јадете исто на 60 години како што сте јаделе на 30 години. Тоа е добро нешто. Затоа што и организмот стареат органите и мора да се води сметка за сите тие работи. Ако сите тие околности се вклучат заедно, имате прилично добри ефекти во помагање на решавање на здравствените проблеми. Инаку не се коси ова со современата медицина. Ова се производи кои што немаат нуспојави со ниедно лекарство и може да се користат практично со сите видови на медицински третмани. Така. Вие го направивте и овој елексир од диви јаболка. Да, тоа Од е диви јаболка и направивте нешто кој што е фантастичен додаток во исхраната. Минатата година јас ги земав овие и ги користам до ден денеска. Значи нешто прекрасно, сабајле на ште срце, што би рекле старите, Гладно така? срце, да. Тоа е производ кој што се работи од исклучиво диви јаболки или киселачки народски познато, кој што има само во планински услови и кој што така прилично потешко е за обработка. Како јаболков оцет, така? Да, и се патентира како јаболков оцет. Има повеќе својства, некаде околу 100 својства, помага, тоа се средства за детоксикација на организмот, помага при решавање на замастување на црниот дроб, холестерол, триглицериди, кај шекерот има влијание, се користи доста како еликсир за слабење во терапиите за слабење и така. Од каде љубовта твоја кон тревките, кон растенијата? Како дојде до тоа? Ти си дипломиран правник, а всушност целиот свој живот го посвети на овие преспански тревки и да ни дадеш на нас благодети. Еве, минатата година ми препорача кантарионова маза за лицето. Комбинација од бел, жолт и црвен кантарион, така? И кога му се јавив на Наоми, им рече: Адријана, нешто си се разубавела. А викам, ова е од твојата кантарион маст. Така ли беше? Да, тоа се... А ми кажи дека така ми кажа. Така беше. Не лажам? Така. Се производи кои што при изработката поприлично се внимава на начинот на производство. Ово се традиционални рецепти кои што со стотици години назад се користеле. Нешто прекрасно, Тоа содржи и овие 4 врсти на тревки, содржи жолт, црвен кантарион, ајдучката трева и невенот. Значи тоа се тревки кои што ги користел и Ахил, Ахиловата пета која бил ранец, се мачкал со... Навистина? Да. Исклучиво се прават со нерафинирани маслинови масла, значи посебна процедура и рецептура која што е со стотици години наназад. Апсолутно е нештетна, се користи за изгореници, за рани, за ревматични состојби. Така, сигурно. И кантарионовото масло, ако си изгорите за домакинките, обично кога пржат, печат нешто, па ке си изгорат за дечињата исто. Се е ова здрава и природна работа. Тоа се природни кантарионови масла, кои што исклучиво се прават со нерафинирани маслинови масла. Нерафинирани, така. Има огромни исцелувачки својства и најчесто се користи после примена на хемотерапија,
Тоа е многу ефикасно средство за влечење на отровите примени преку разни терапии или примени во организмот. Нема што нема кај тебе. Но да ни објасниш за овие две теглички. Тие се исто така совршенство. Да кажеш што има во тегличките. Тоа се медовина, едниот производ се вика, се прави со природни медови. За имунитет. Медови за имунитет, посебно за дечиња, се Браво. користи така наречени ореовини, тоа се млади оревчиња се ставаат во маслиново масло Така. и се користи за кревање на имунитетот. И бронхомедот, значи тоа е природен препарат со исклучиво природни медови, со прави медови кои што содржи ленено семе и бел синоп, е многу ефикасно средство за искашлување. Преспанската горчица е за сите што имаат проблем Со и вистинско уживање со стомакот. Наутро кога ќе станам една мала чашка. Толку е мокна твојата работа и твоите дела. Сега ќе ти кажам една шега. Нешто ќе ветам на моите деца, тоа ќе направам, вака ќе направам, ми се случува да заборавам. И леле кога ќе кажам, леле заборавив. И децата ми викаат, јави се кај Чичко Науме. Значи веќе и на шега го кажуваат, то ти знае дека ти имаш лек за се. Ќе ви препорачаме да се напивате преспанска горчица. Тоа е тинктура составена од 33 врсти на тревки. Основата е линцура или народски познат како див чемер. Има некаде околу 400 основни својства и околу 2000 споредни својства. Тоа е траен производ, нерасиплив е. Помага за циркулација, овие диспепсии, тромости, хемороиди, хеликобактер, гастритис, подуеност. Да ги напивате мажите за да ве слушаат. Значи и такви својства. Да ги напиваме мажите за да не слушаат. Слушнавте ли, дами мои? Значи треба горчица секоја една дама да си има дома. Да. Ова по рецептурата на Науме? Да, апсолутно. Да. Нештетно А средство. ти ни кажа овде кога дојде, рече сите ќе ве подмладам 20 години помалку. Да. Вистина ли? Но слушнав дека познати глумици од Америка дури доаѓаат за овие производи од тревките од галичица кај тебе. За подмладување имате повеќе фактори. Првиот фактор е психологијата. Така е. Значи треба да сте опуштени, треба да сте позитивни. Еве ние со Везелка сме и опуштени и позитивни. Така и треба. Си патуваме низ нашата убава земја, си другаруваме. Затоа сека да ве сакаат. И мора, Благодарам кога на. почнете да стареете, мора да внимавате со исхраните. Веруваме во тебе, веруваме во нашата природа и она што ни дава природата и сето тоа што ти го направи од природата. Благодарам. Да си ни здрав и жив и друг пат со друг совет ке те чекаме да ни дојдеш. Благодарам, Бажи. Мајка на Марика думаше, Марике, керко Марике. Семи го керко Ѓоргија, Ѓоргија први бекрија. Семи го керко Ѓоргија, Ѓоргија први бекрија. Meќам го мајко Ѓоргија, Ѓоргија први пехрија. Тебе си жени погубил, јас ке сум мајко десета. Тебе си жени погубил, јас ке сум мајко десета.
Marike, Kerko Marike, Georgina Marika Tomase, Marike, Kerko Marike. Se krčma otvara, mene me kanata oda. Sefte to da im napravam, firmata da im napiša. Sefte to da im napravam, firmata da im napiša. Pani šuka, devet muzuli svireja, 10 pani šuka. Голем поздрав, драги наши пријатели, од нашето убаво Отешево. Се наоѓам во предворието на Lakeview Hotel и Resort, инаку ова се нарекува и врата во рајот. Да ви кажам, не да е рај ова, какви убавини има ова наша Македонија, една единствена во светот. И прочитав Преспав пансион. Тука е снимена и македонската серија, хумористична Преспав. Можам да замислам како било тоа убаво. Сега дојдам во хотелот да се сретнам со Ванчо Стојановски, менаџерот, и да ми раскаже збор 2 како функционира овој хотел, а потоа идеме сите на брегот на Преспанското езеро, каде што ќе ја снимаме везелка. Здраво, Ванчо! Дојде. Ајде сега, леле. Олели Андријана, осеќај да се како дома. Па ке ме јулјаш и на јулјашка? Па обавезно, То дете не сум се јулјала, да. леле. Па сега што ќе ми биде убаво, Ванчо, со тебе ќе се јулјам. Љулјашка со поглед на езеро. О, прекрасно. Значи, точно како што си пишува, влез во рајот Отешево. Да. Ова е вистинско место Вистински за рај. уживање. Така Се е. наоѓаме, значи, пред хотелот Lakeview, Да. поглед на езерски поглед. Така. Ајде сега кажи ни, колку години постои овој хотел? Овој хотел постои од 58 година уште, али овие 12 години сега е приватен.
повратници, газдите се од Америка тука и тие го има земено, па го реновира, го средиле, средене, секоја честа, халал вера, значи двор, комплетно, и еве и лаванда имаме пред нас, Да, и лаванда палми, значи идеално место. Све имаме. И тука царува смреката, така? Смреката и фојата. И фоја имаме. Фоја? Да. Аха, така. Кажи ми, колку е капацитетот на хотелот? Ајде прво за хотелот да Па зборуваме. хотелот има 22 соби, Така? добро опремени сите со посебни купатило, со француски лежај, со креветни соби, значи 44, околу 50 луѓе. Околу 50 легла имаме. 50 легла, Супер, да. супер. А кажи ми, ресторанот како функционира? Ресторанот функционира на база полупансион, пансион и ноќевање со појадок. Аха, значи Исто може имаме фул па фул, да. имат. Ние организираме семинари тука и имаме Колку ресторани имате? Имаме ресторанот што е натре повлечен, тераса имаме и бавча, летна бавча. Аха, и значи има затворен ресторан, колку е Затворен, капацитетот на тој ресторан? На 90 седиште. Двете заедно, 200 има гости на терасата, можеме и уште 300 во бавчата. Така. Значи вкупно 500 гости, Без без проблеми, да. Браво. Панчо, ми интересира како ја поминавте сезоната еве во Отешево. Ова е познато место како реконвалесцентен центар за белодробни заболувања и навистина од многу големо значење за здравјето на луѓето. Кажуваат дека доаѓале порано од целиот свет да се лекуваат Так, овде. так. Дали се уште, значи е преполно во текот на сезоната и кога е најдобро да се дојде еве во хотелот Lakeview? Дали 12 месеци и дали работите 12 месеци? Па во комплексот тука на Отешево комплекс работи и центарот за рехабилитација на неспецифични заболувања. Така? Тоа значи на дишните органи, астма, бронхит и многу им помага. Ние сме на надморска висина 853 метри. А кажи ми, во текот на годината, што се друго може да се организира, сем ако си гостин, да си дојдеш на одмор? Значи, што друго правите овде? Какви ивенти? Па ние тука правиме на гостите што идат претежно од странство, идат од Холандија, Германија, имаат голем интерес за островот Голем град или Змискиот остров. Змискиот остров во Да, близина. ние имаме чамци, имаме тука глисер кои гостите ги носиме па ги враќаме до Туристички тури правите, Туристички тури прошетка правиме, да, од да. Преспанското езеро, така. прошетки. А кажи ми, тимбилдинг нешто Тим организира билдинг тука организираме, фирмите? имаме доста тим билдинзи што се организираат. Прекрасно. Тука во Вапчата, покрај брегот на езерото таму, кај тоа таверната, тука имаме една таверна. Така. И така тука ги организираме тим билдинзите. А вака нешто знаат од Ресе, например, да дојдат овде или крани, наваму натаму, па си права, да кажеме, детски роден ден и матурски. Да, Ево што да. се случува тука во периодот до мај, па свадби, дали Тука организирате? организираме свадби, крштевки, роден ден имавме доста ова сезона. Сега покрај хотелот што ни беше полн со претежно странски гости, Така. така имавме многу и свадби и крштевки. Браво. Кои се најчести гости овде? Македонските туристи или странските туристи? Странските туристи се Од каде доаѓаат? Па најмногу има од Холандија, Германија, тука нешто имавме од овие од земјите што се Полска, Чешка. Така, претежно идат англичани, една агенција имаме што многу добро А работиме. соработувате со туроператори? Туроператори што ги носат со точаци овие, што воза супер, значи и тако, кугалицица, да, и да. такви активности Па има имате. многу од браво, нив што доаѓаат браво, така. Браво. Тие гости. Се сигурно гледачите ќе ги интересира со какви специјалитети го браните името на Lakeview хотелот и ресторанот тука во Отешево. Останете со нашата везелка, ние сега од тука заедно со Ванчо, значи се префрлуваме на самиот брег на Преспанското езеро и едноставно почнуваме со снимањето на вашата и наша везелка. Да. Браво! Заслужуваат огромен аплауз, драги наши пријатели, нашите домакини од хотелот Lakeview, значи поглед на езерото и секако воодушевувањето продолжува и понатаму како да му нема крај.
со господинот Ванчо. Па едно љулјање што си дадовме, една романтика тука во предворието на Лулашката, па муабети си истеравме и сега да ви ги представам и другите глумици од Преспав. Господјата Пара и господјата Анифе. И алал да ви е, значи, за оваа трпеза што ја направивте. Не само што сте премногу љубезни домаќини, значи луѓе еснафи, значи секоја чест, добро одбран персонал. Значи идеално место каде да го поминете вашиот одмор. Дали е зимски, дали е летен, пролетен, есенски, како и да е, Отешево е секогаш преубаво. Ајде сега да видиме од овие вешти златни раце на вашиот персонал во кујната, што се приготвува сладко во вашиот хотел и ресторан. Андријана, ние сме спремни за сите вкусови. Не може никој гостин да не изненади. Алал Вера, почнуваме од почеток. Тука е хамасот, кој е специјалитет тука кајна што се прави. А вака се јаде, така? Се јаде, да. Со ова. Да, можете да го пробате. Многу е вкусно. Леле. Леле, колку е убаво. Ова значи е во предјање. Леле, фантастично. Ау, човек да не може да престане да јаде. Така е. Значи ова е многу барано кај вас. Многу барано, да. Така? Тука до хамасот имаме брускетата, која е правена со све што гледате тука еколошки производи од нашата градина, се тука патлиџан, кромит, лепчето исто, ова се ние. Чекај, шо велиш? Дури и ваша градина Да, наша градина имаме, кај произведуваме и патлиџан, и краставица, и кромит, марула. Значи, уште повеќе со ова ми ја зголеми желбата да летувам кај вас. Све тоа е со еколошки ѓубрива органска храна. Од озгора Макдоновче? Макдоновче, да. Замерак. После одиме тука салатата од речена пастрмка, ова исклучиво е. Салата со марула, патлиџан, кромиче правена. Може да ја пробате неја малце. Значи ова е салатата? Салата од пастрмка. Од пастрмка, да. Тоа ли е тоа тресената пастрмка? Да, тресената филирана пастрмка без коски. Да. Е, така, неизбежните циронки, тоа е сувата риба. Сега која припремаме на посебен начин. Е, ова тајна мора да ни откриете, да, леле? Да, тоа е на посебен начин. Помни се со сос. Да. Овие се циронките кои што се чистат. Чистат, тие се сушена риба на сонце, свежа, одлежана, се чистат, се припремаат во сафт и така да, мислам дека се многу убави. Можам да ти кажам дека се ова најубавите циронки што сум ги пробала. Така е. Значи, колку се вкусни, сосот, каков е изгледа, е тајната во сосот. Тајната во сосот е, да. Така е. Да одиме понаваму, да не одиме на сладкото, последно ќе стигнеме. Може. Тука е рестован пилешки стек, нормално со стек и овие производи од морков, отпадна се еколошки сите од градината наша, тука со оривче на средина. Браво. Тиквичка, Магдано, све има. А што многу ми се допаѓа? Што во сите ваши специјалитети ставате многу зеленчук. Да, многу зеленчук има во сите. И тоа органски зеленчук. Така, органски случај. Значи не е само пилешкото, принеси го во некој сос. Не. Они не штедат. Преполно е ова, значи со... Преполно е, да. Со зеленчуци, кромит, морков, пиперка, Магдано, све има. Тиквичка, све има. Па сочно тоа пилешкото, сочно. Зеленчук му дава вкус и одиме нова салата Lake View, која правиме со марула, портокал, ова е сирење овчо, калинка и така, да, многу вкусна и таа. Леле, браво, значи толку е тоа и за око убаво, и за око. И за вкус, значи, и за тоа е баш заштитен знак ова салата за Lake View. Така? После одиме на овчо бело сирење. Чеки него да го пробам. Со домат исто од тука од градината наша. Иначе гостите ние ги сами си одат од градината, кои ќе дојдат од странство, да се скинат некој кога сака, тие полнивна жеба, домат, краставичка и ќе ги донесат, ние ќе му направиме салата. Значи тоа уживање го
го дозволувате Го дозволуваме и тоа, да. на вашите гости. Така. Браво, секоја чест. После одиме на речна пастрамка, ова е филе од речна пастрамка. Леле, како е Тоа е ова филе. аранжирано. Да, филирано без коска е, гарнирано со пире, морков, така со Значи, фантастично, Да. фантастично. неизбежниот преспански крап, гарниран, кој плива 3 пати, еднош во езеро, еднаш во масло и третиот пат во вино, се знае. Кај мене Така. четвртиот пат. Ајде, така, кај мене. може да го пробате. Ете, така, па може ли да заминам од Отешево, а да не пробам крапче? Така, тоа е свежо преспанско крапче, малце вино со крапчето. Тоа Леле, убаво. мора да плива во вино. Ала, Вера, Пато, така. како сте го испржили ова, Да. Паро? Како сте го испржили ова? Се лепи тоа е. за уста, се лепи. Ова е зеленчук. Тиквичка, кромит, морков, патлиџан, пиперка, све е ова од Од тука, вашата пак од градина, нашата, све затоа што тука. се повеќе и повеќе имаме туристи кои што се вегетаријанци. Вегетаријанци, да, исклучиво. И едноставно обожуваат да го јадат македонскиот зеленчук. Така. Затоа што велат сите дека ние македонците имаме најдобар зеленчук и Така е. најдобро овошје. Одиме кај трилечето, тоа ние го правиме со домашни јајца, со млеко, така, со прелив. И после кај тофакијата. Со еколошки јаболка, тоа се тие со прелив, сладолед и така. Па сега на здравје, драги пријатели. И знаете што ми дотекна? Баш дека сме во овој крај ние, можеме ли ние од овој крај да заминеме? Ти ме подсети на тоа. Значи, Пара се вика, а која песна од овој крај? Пара бери киселет, ми се орат градина. Пара бери киселет, ми се орат градина. Пароле, сев доле, пароле, срцето ми го изгоре. На здравје, Ајде, добри на луѓе, здравје. на здравје, на здравје.
Патот не донесе до едно интересно место во село Тешево наречено Чертикамен. Според преданијата и легендите, Чертикамен е место на кое се случувале исплакувања, односно тука доаѓале луѓе кои што сакале да се исплачат бидејќи доживеале некоја невозвратена или недозволена љубов. Ова место се наоѓа некаде на средина помеѓу село Тешево и едно место нарекувано Царина, а во средновековно време пак представувало еден вид на остров на Преспанското езеро, бидејќи водостојот на тогашното езеро се простирал се до село Тешево. Според некои преданија се смета дека Черти бил камен на ѓаволот, бидејќи сите кои прибегнувале кај него поради невозвратена или недозволена љубов, после исплакувањето на местото на каменот добивале необични мисли и се фрлале во водите на Преспанското езеро како знак на протест за нивната неостварена љубов. Според други преданија се смета дека каменот е свето место каде низ времето се откривани светци кои тажните посетители со љубовни маки веднаш ги претворале во ангели, спасувајќи ги од црниот ѓавол да не ги запоседни. Местноста Чертикамен помеѓу Ресенчани е позната од повеќе аспекти. Во подоцнежно време, ако прашате некој ресенчанец или преспанчанец како тие го паметат Чертикамен, ќе ви рече дека тоа било место на нивни собирања, место од кое се скокало во Преспанското езеро во летните денови или едно од многуте плажи во Преспанското езеро. Но имаме еден друг аспект на местноста Чертикамен. Тоа ни доаѓа од самото име Чертикамен, што во превод би значило камен на ѓаволот. Имаме една легенда која што ни кажува дека една група на ѓаволи се одлучиле да го затнат Преспанското езеро, односно да го затнат неговиот истек во Охридското езеро. Тие го подигнале токму овој камен и според легендата се упатиле кон местото каде што Преспанското езеро истекува во Охридското. На пола пат Свети Ѓорги, престорен во петел, почнал да кукурика и со тоа ги измамил ѓаволите дека уствари доаѓа зората, односно дека се обденува. Уплашени од сончевите зраци од зората, ѓаволите го пуштиле овој камен на ова место и не стигнале на нивната оригинална дестинација, оставајќи го каменот тука да сведочи за нивниот неуспех, а за успехот на Свети Ѓорги. Според една друга легенда, која што се врзува со мотивот на неостварена љубов или забранета љубов, овој камен се поврзува со една девојка од Преспа, која што била таксана за да се венча со еден бугарски официр. Иако таа не сакала да се венча за него, бракот бил договорен, па заради тоа таа одбрала да побегне во едно од локалните села, односно во селото Евла. Кога пристигнала во селото, таа се засолнила во куќата на еден од тамошните чорбаџи. Живеејќи во куќата, се заљубила во синот на чорбаџијата. Нивната љубов не била дозволена и поради тоа таа одлучила да избега од куќата на чорбаџијата и да дојде токму на овој камен, каде што си оплакувала својата љубов и на крајот завршила во водите на Преспанското езеро, а при тоа напишала дека овој камен за секојаш треба да остане черти камен или црн камен или ѓаволски камен. Денеска местото Чертикамен можеме да видиме дека е присутен мал олтар, кој што мештаните често го посетуваат и имаме и некои историски записи дека тука се случувале и некои прослави на самиот ден Ѓорѓевден. Zaspija Tinke katinke, ti detelinke, zašto ne mi zboruvaš? Kako mrak od predzori, kako molnja nebesna, pred mene iće zruvaš. Tinke katinke, ti detelinke, po tebe luduvam. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, tebe te spoduvam.
išla, spomeni da izbrišam. Tinke Katinke, ti detelinke, sol što ne mi zboruvaš. Kako mrak od predzori, kako molnja nebesna, pred mene iše zruvaš. Tinke Katinke, ti detelinke, pod tebe luduvam. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, tebe te sponuvam. Samo eseni, volmene zapišani. Tinke Katinke, ti detelinke, sol što ne mi zboruvaš. Kako mrak od predzori, kako molnja nebesna, pred mene iše zruvaš. Tinke Katinke, ti detelinke, pod tebe luduvam. Site tvoji ljubavi, site momci neverni, tebe te sponuvam. Tebe te sponuvam. За длабокото религиозно наследство на градот Ресен говорат околните храмови кои датираат од минатото. За да дознаеме дел од верските спомени, врзани за овој крај, а сочувани од ресенчани, со отец Михаил закажавме средба во прекрасната црква Свети Кирил и Методи, која што се наоѓа токму во градот Ресен. Вгнездено на мала висорамнина и обкружено со смирувачка природа, ова светилиште предизвикува чувство на длабока почит. Грст светлина го осветлуваше живиот спомен на непопусливото сведоштво представено на древниот иконостас, а времето како да го снемуваше за миг, додека свештеникот не наврати години наназад кога започнала изградбата и осветувањето на овој Божји дом. Меѓу многуте видови на сведочења на вистината Божја во црквата, посебно место и припаѓа на уметноста. Духовно најчувствителните творци, благовдаховените уметници, искуството на животот во верата го претвориле во изработка на фрески и икони. Најголемо сведоштво е внатрешноста на црквите, исполнето со фрески и икони, кои имаат за намена да ги приближат до присутните настани од животот Христос и неговите светии и вистината за идното Царство Божјо. Како прекрасно огледало на минатото, црквите гордо се извишуваат речиси во сите ресенски села. Годинава православниот храм Свети Кирил и Методи, кој се наоѓа на 6 километри оддалеченост од селото Отешево, прославува 130 години јубилеј од своето осветување.
А повеќе детали за ова прекрасно светилиште ќе слушнеме од овдешниот старешина на градските храмови. Ви посакувам добар ден и добре ни дојдовте во нашата емисија. Добре дојдовте во нашиот храм. Точно ова година имаме 130 години од изградбата и осветувањето на овој прекрасен храм, храмот посветен на светите Кирил и Методи, кои имат голем култ на славење од давни времиња и заради потребата да нашите православни христијани, македонскиот народ кој што живеел во овие простори, сакале на црковно-словенски јазик да се извршуваат богослужбите, за разлика од тоа што во храмот посветен на Свети Ѓорги, имаме уште еден храм, Свети Великомачени Ѓорги во Ресен, таму богослужбите се одржувале на старогрчки јазик. Потребата да суштински народот на свој јазик црковно-словенски да може да ги извршува богослужбите, биле една од причините да се побара од самиот султан Абдул Хамид, кој што дал ферман 37 со број, да може на ова место, кое што местото било посет на Стојко и Костадин, се изгради овој прекрасен храм, започнат е 26. мај 1893 година, а за една година и неколку месеци изграден е храмот и осветен, а тоа е датумот 15. август 1894 година. Овој храм од тогаш па се до денеска е соборен храм во кој се богослужи на сите големи господови празници, како и на празникот посветен, како што кажав, на големиот култ на славење светите рамноапостолни се словенски просветители и учители Кирил и Методи, кои се наши заштитници не само на храмот, туку и на самиот наш град Ресен. Кое е духовното значење на овој величествен споменик? Па, како што кажав, духовното значење е прославата токму на овие големи светии, кои што имаат покрај просветителска важност и дејност овдека, и исто така имаат и духовна вредност, бидејќи светиот Методи, тој бил и епископ, за разлика од самиот свети Кирил, кој што бил и учител, и оној кој што ја пишува азбуката словенска, во која што ние можеме на наш разбирлив македонски јазик да го исповедаме името Господово и Словото Божјо, за да може народот со поголема радост и слава Божја да го велича името Господово. Кои од овие фрески можеме да ги издвоиме како позначајни? Како позначајна фреска која што за нас и за храмот дава посебен белег е токму фреската посветена на светите седмочисленици, во кој што се насликани покрај самите закрилници на нашиот храм, светите Кирил и Методи. Тука се и седмочислениците, поточно нивните ученици Климент, Наум, Сава, Горас и Ангелари. Колкава е фреквенцијата на посетеност на ова место, не само од страна на мештаните, туку и од околните села, градови, па и луѓе од други земји? Тука морам да се надоврзам и на самиот настан на осветувањето, дека тогаш, на 15. август, било посетено покрај местното население, кој што било присутно на осветувањето од страна на, како што кажав, митрополитот Григори, исто така и околните градови, народот од околните градови, имал посебен почит кон овој храм и сите тие биле присутни. Многуброен народ може да се види и од самата слика на денот на осветувањето, но морам да истакнам дека покрај духовната вредност на овој храм, исто така има и национална вредност, бидејќи на денот 15. август преоблечени во свештенички раса беа и комитите Даме Груев, Пере Тошев, доктор Христо Татарчев, кој во неговиот дом истата вечер се одржа првото собрание на тогашното МРО, Македонска револуционарна организација, и се започна со идејата за ослободување, национално ослободување на нашата татковина Македонија.
svirači. Daj da ta ljubav večerva poresenski. Utre doma ke ti dojdam so svirači. Ketano sam pretvorio teševo, srcevo ne mi je ogrešeno. Ona zbor davanje i verenje, a na jesen na jabolka berenje. Samo da si ko kukla najlična, Ivanka do terana nasmejana. Od komšivkana da si pouba, cel resen da si nestana ljubav. Jezero no spija, džam ne mrda, šupelično zaraka sino sam. Sironki i makaoke makame, nije večno da stisa sakame. Čaršija Podravka ke šetame, Galičica s obalom ke ja letame. Ketano sam pretvorio teševo, srcevo ne mi je ogrešeno. Ona zbor davanje i verenje, a na jesen na jabolka berenje. Samo da si ko kukla najlična, Ivanka do terana nasmejana. Od komšivkana da si pouba, cel resen da si nestana ljubav. Od komšivkana da si pouba, cel resen da si nestana ljubav. Почитувани гледачи, ова што сега ќе го видите, ќе го најавам со посебен респект и со почит. И како велат старите, капата до земјата. А тоа е, драги мои, Сдруженијето на рурална жена од Преспа. Добар ден, драги наши пријателки на Везелка. Добар ден. И добар ден велам за председателката на Сдруженијето на руралните жени од Преспа, господјата Виолета Парцуловска. Добре ни дојдовте и добре ви дојдовме. Најпрвин добре ни дојдовте, благодарност до Алфа телевизија, посебна благодарност до мојата драга пријателка Андријана, што повторно помисли на нас и пак се гледаме после некое време. Ние со текот на годините на снимањето на нашата Везелка, ние си го прошируваме нашето семејство. А вие, драги мои пријателки, станавте дел од семејството на Везелка. Затоа што ние само заедно можеме да функционираме. Затоа што вашите дела се огромни. Признанијата кон вас се огромни. Значи, од целиот аудиториум од нашите гледачи. Виолета, да не запознаете колку години постои Сдруженијето на рурална жена
од Преспа. Кои се вашите проекти? Вие од година во година растете. Точно. Се повеќе и сте присутни речиси на секаде во Македонија, но и надвор од Македонија. Го зголемивте и членството, да видиме до ден денеска како одеше тој развој на руралната жена. Ние постоиме 7 години, околу 17 жени сме и нашата цел е да ја промовираме традиционалната храна на Преспа. И самото лого ни кажува, црпевме од корените, од нашите предци, ние сме тие што на нашите деца му ги пренесуваме сите тајни на традицијата. И обичаите, браво. И обичаи, секако, да. Покрај тоа што правиме кетеринзи за настани, исто така ние и засадуваме, имаме плантажи со чај. Се работи за планински чај од галичица, сега ќе 3 пати ќе ги зголемиме површините со чај. Можам за вас слободно да кажам дека сте печатот на традицијата на регионот Преспа. Точно. И дека многу значајните личности кои што доаѓаат во Преспа. Слушнав дека тоа се многу амбасади кои што имаат седиште во Македонија. Потоа дури ширум светот, кога доаѓаат во Преспа, вие сте одговорни за традиционалната кујна, да ја представите Преспа. Тоа е навистина одговорна задача. Тоа го правите сложни сите заедно. Да, сложни сите заедно. И сега веќе имаме многу работа, како што кажав, во повеќе проекти сме, веќе мислам дека од утре ќе тече и оглас, ние треба повеќе жени да имаме во нашето здружение. Тоа ќе си е преку оглас, секоја жена од Преспа која што мисли дека ќе допринеси нешто повеќе за здружението, да се пријави, нормално ќе си одберит управниот одбор кои жени ќе можат да бидат во наше друштво. Исто така да се надоврзам на проектите. Еден проект имаме од тоа што го засадуваме, значи чај, боровници и така натака, од нив треба производ некој да направиме, да спаковаме и да го дадеме во малопродажба. Исто така ќе продаваме и джемови, зашто кај нас има овоше премногу, све што е вишок, што не може да се продај, ние сето тоа го правиме, дали сок, дали ладен чај, дали по потребата на пазарот, да речам, ајде така, и најважниот дел ние, сето тоа ние самите што си го правиме по дома, да го изложиме на едно место во центарот на Ресен, сувенирница. Тој проект ни е во последна фаза и ќе можат сите тука да си купат од оние што го произведуваме. Браво, секоја чест. Толку многу сте вредни, другарувањето со вас е една приказна, како бајка е. Затоа што имате приказна, вие ја создавате приказната, тоа си ја црпите од нашата традиција. Сега да ни ги представиш, Виолетче, твоите пријателки, членките на здружението. Ќе почнем од највозрастната, Мирјана. Таа ни е задолжена за културно-забавен живот и никој гладен да не остане на никој. Жив сведок за тоа сум, така. Зоре, што ги претнеј бајте петулици. Валентина, таа ни е во новите. Ели, ние, како да речам, поубав зелник никој нема ткаснат од неја. Руме, еве види се ова прекрасни петулици со лукса, Леле, ова, значи, традицијата преточена во еден модерен дизајн, во модерно рува. Се трудиме и така, покреативни да сте. Точно. А Марија е волонтират кај рурални жени, учи од нас и сакаме да е во наше друштво. Браво, браво! Ајде да почнеме прво од зелникот на Ели. Зелникот на Ели, ова е традиционален зелник со прас. Леле, кој еднаш пробал од зелникот на Ели, сека го бара него. Понатаму што имаме? Еве вака, ова аршлама, варено тесто со тарана. Варено тесто Да. Кој го правеше ова? Зоре го правеше овај пат. Зоре, браво. Ајде да го пробаме ова. Аршлама. Да. Варено тесто со... Леле,
Да. Абе, ненормално е добро ова. Ја до сега не сум пробала вакво нешто. Да, ќе ви кажеме рецепта. Рецепта и како може да ова варено крцка од сите страни. Леле. Мајсторија е све. Вие сте чудо од жени, чудо. Да. Ова е лепче со лук. Ева вака ќе ви. Па се договоривме дека ќе јадеме сите лукче. Лепче со лук и со зачините. И тоа со суви пиперки со патлиџан. Неке сакале странците да доаѓаат во Ресен, во Преспа. Еми како неке сакат, ги чекаме како цареви. Да. Значи, толку е вкусно. Ова се петулици со лук. Со лук? И одозгоре со оревчиња. Со оревчиња, браво. Оревчиња сега. Прекрасно. Да. И мора сега кога сме кај соленото да ги пробаш мантиите на тетка Мира. Значи мораш. Мантиите на тетка Мира. Да. Малку лукче го си макнеш. Ако бе срце, јас јадам лукче, па здрава работа. Да. Ау, тоа. Да. Оф. Леле, која привилегија е да ви имаат луѓето тука во привилегија. Вие сте луѓе привилегија. Ви благодариме од срце. Значи полно со месо. Понатаму што Ова е имаме? салата здрава со семки, патлиџан. Ова е проја. Значи прекрасно е, многу е убава. Леле, па колку убаво, како ги правите аранжманите како Па ги правите. креативни сме. Премногу креативни. И еве сега од сладкиот дел, пеликанот на тетка Мира обавезно ни е на сите настани. Леле, пошто браво. го има во Преспа. Уметничко дело, браво. А овие се преспанските индијанки, исто од тетка Мира. Индијанки преспански. Да. Леле, убавини, боже. И секако лења пита, тоа е со јаболко. Значи во Преспа мора да е. Значи лењата пита со јаболко. Со јаболко. И морате да пробате исто од здрава храна. Кога сме кај сушените јаболка, ова сами го произведуваме, имаме сушари, исто со проект добиени и ова ќе оди исто така како готов производ паковано. И ќе го имат во нашата сувенирница. Браво. Секоја чест, значи. Ау, колку е ова вкусно. Чипс од јаболка. Да. И уште тука ни секако ладниот чај, што овај пат се стопле ради топлото време. Ете, Господ е со нас, ни даде убаво време кога дојдовме кај вас. Значи, не знам што е поубаво. Немам зборови за ова убавина. Срцето полно, душата полна за сето тоа што вие го работите. Заслужувате една голема поддршка од целиот македонски народ, каде и да е по светот. Затоа што овие дами ја сакаат Македонија, ја сакаат Преспа, ја чуваат Македонија, ја чуваат Преспа. Благодарение на вас, одиме понатаму. Ви благодариме. Благодариме и ние. Драги гледачи, навистина сум воодушевен затоа што секогаш кога ни гостуваат во нашата емисија ансамбл за фолклор од Битола Гоце Делчев, секогаш ни доаѓаат со нови членови. И веднаш сакам да го прашам нашиот гостин, нивниот председател, господинот Бранко Желски, од каде ги наоѓаат толку дечиња, како ги намамуваат толку, како ги намамувате толку дечиња, со што ги привлекувате? Навистина, секој доаѓате со нова постава, од 3-4 годишни па до не знам колку. Навистина е за почит и за восхит и ме прави тоа среќен што има голем интерес за фолклорот. Благодарам за прекрасната најава и поздрав до гледачите на Везилка емисија и благодарам уште еднаш што ве не почестувате ние да видиме гости повторно на оваа ценета емисија. За членството можам да кажам дека нашето председателство одлучи овој пат да дојди со една од детските групи, бидејќи многу пати сме иделе со младинците со првата постава и да покажеме дека и нашите детски групи знаат и умеат да го представат она што ќе го сработиме на нашите редовни породичарства. Да прекинам. Колку така скромно со една од детските групи, а таа една група од тие десетина брои 100 членови. Замислете колку... Браво, значи, браво за вас.
уште детски групи и секогаш кај да се уписот отворен и уште трај и секогаш има нови членови на кои му се посветуваме безпрекорно со цел да научат не само народни ора, и туку и наши кореографии и да се представат на наши концерти, турнеи, настапи и на вакви емисии. Што има ново вашето последно гостување? Последното гостување беше во Црна Гора, во Суто море, на фолклорен меѓународен фестивал, каде освоивме главна награда за оркестар, тој за тапанџиите, секогаш освојуваме прва награда, а пред тоа бевме исто така на меѓународен фолклорен фестивал во Сврдик, Србија, каде освоивме најградат за најоригинална група, каде се представиме со најголемата група со првата постава. А да кажем, патем низ Македонија оваа година учествувавме скоро на сите фестивали, почнувајќи од Македонски брод, па во Тетово, па во Кичево, Тајарце, па во Скопје, па слушавме, грмеше Македонија, грмеше. Така, грмеше Македонија. И добро ке грми. Така, точно така. Ова со тапаните навистина ви атракција. Сензација. Ние сме едни единствени и го негуваме тоа и сака секогаш сме барани, не само во Битола и чирум светот, можам да кажам. Морам да го напоменам концертот што беше одржан по повод манифестација Гоцеви денови на 4 јули во Центарот за култура, каде гости ни беа два ансамбли од Австралија, и тоа Младинското културно-уметничко друштво Никола Карев и од Мелбурн и исто така од Камбера разиграна македонка. На тој концерт се представивме сите ансамбли безпрекорно и од тој концерт понатаму дојде до идеја нашиот ансамбл како најава за идните планови во 2026 година во преговори сме да одиме во Австралија. Браво! Посакуваме тоа да се исполни. Браво! Заслужува тоа. Јас се надам дека ќе се исполни тој план, верувам. 1996 во Австралија и си поминавме прекрасни моменти, прекрасни концерти и така се надеваме дека ќе го повториме тоа. Вие сте били, но овие дечиња не. Не биле, да. Редно е да појдете. Но господине Бранко, неверојатна енергија имате. Благодарам, мене тоа ми е дејност, професија и кога сум меѓу овие наши млади уште повеќе ми даде енергија и уште повеќе надеж да го пренесам оно што го знам, што го работам за некој од нив да не замени пренесеното, да се пренесува. Браво, секоја чест за тебе. Но и секогаш знаеш да ни изненадиш со нова носија. Точно, да. Нова носија. Еве, досега не сте учествувале во Везелка, токму со ова носија од нашиот регион, Битолски регион, побаточно горните села. Иначе се состои од даркма, шамијата со гуган, весто е гуганци. Така, заврти се душа, да видат гледачите. Гуган. Така. Да, после имаме шајак бел, па кокошула со албен вес, ова се вика тресале, па прега чилифута и тоа се основните делови и гушал или грло. Иначе има уште други доста елементи, накид, па... Колку години е стара еве оваа носија и кога е носела, од кој крај рече дека е? Горноселска. Горноселска, Битолска. Горните села Битолски. Така? И кога е носела, ова била за секој ден или години, свечена? не, овие се свечени носи, да, свечени носи. Невестите, жените. Точно, така, за празници, за сведени, како што вика порано. И вакви комплети имаме преку 20, па некоја ќе видиме комплет со оваа носија оригинална, да уште повеќе да ни ја закитите нашата ова емисија. Да. Можете да замислите колку на сето тоа се воодушевуваат не само нашите гледачи од Македонија, каде што има секаде наши македонци, Австралија, Канада, Европа, Америка. Значи тоа ги враќа во детството, ги во спомените. Да, во спомените и се разговараат како било порано, како било во Македонија и тие нешто со нив однесле, пренесле од песни, ора, обичаи и така да се шири нашето фолклорно наследство, бидејќи е наше едно и единствено, мора да си го чуваме, да си го негуваме. Браво. Со што сега ќе ни се представите? Првата кореографија беше од Пиринска Македонија, а сега ќе се представиме со кореографија од Егејска Македонија. Морам да напоменам, тие кореографии се од нашите почетоци, малце да се вратиме на старото време. Ајде сега да си дозволиме празник за очите и за душата. Точно. Само за вас.
Мили гледачи, ви посакуваме убав неделен ден. Тука се одјавуваме од прекрасното Отешево. Благодариме на сите гости. И останете со нас и следната недела во истото време на нова локација, македонска локација. Ова прекрасна емисија ќе одјавиме со една преубава песна од оркестарот Битолски тамбураши. Да ги слушнеме. Прости ми, душо моја, за ноќите неспани, твојата врела суза нек ме изгори. Секогаш беше добра, таква и остани. Некогаш штом ја чуеш, она нашата, заиграј, пушти срце, крени ја чашата. Јас морам сам да одам со своите немири. Ми беше добра била, таква и остани. Prašina siva pada po našite pateki i nema veke stapki, poznati će gori. Nema ni nježni zvonoj, vreli pak neži. Nekoga što ja čuješ, ona našata, zaigraj, pušti srce, kreni ja čašata. Јас морам сам да одам со своите немири. Ми беше добра била, таква и остани. Što ja čuješ, ona našata, zaigraj, pušti srce, kreni ja čašata.